Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ја продолжуваме нашата серија авторски разговори, односно портрети на писатели, на ликовни творци и на други личности од сферата на литературата, културата и уметноста. Наш гостин е Новица Трајковски, академски сликар. Јас му благодарам што ја прифати поканата да учествува во оваа наша емисија и што еве вечерва разговарам токму со него. Новица живее и создава во населбата Илинден, Скопско, односно покрај Скопје, да речем. Многу ликовни уметници имаат ателјеа надвор од градот, ама Новица да не прави и ателје, и стан или куќа, тоа го решил на едноставен и единствен начин. Неговиот дом е всушност и ликовното ателје. Како е да се живее во Илинден и да се создава во Илинден? Јас го сметам за награда. Така. Од многу причини. Или ја знаеме кој е. И е благослов да го носи неговото име. Така. Значи, цело време сме под божествена заштита. Така. А да се родите на такво место е величенствено. Илија Громовник. Илија Громовник. И не Ама случајно. не е само Громовник, и други работи носи Илија. Така. И уште нешто. Да се живее и создава во населбата Илинден, надвор од Скопје, сепак веднаш до Скопје, најблиску до Скопје. Како ти, како ликовен уметник, како творец, гледаш на таа релација центар, периферија, урбано, рурално, метропола, природа? Кажа пред малку дека за тебе тоа предност, посебно кога се во прашање пейсажите. Нели ти си секој ден сред пейсажот? Ја ќе ви кажам, моите дедовци, бабовци се стари скопјани. Така. Дедо ми е Маџар Малец, а баба ми е Ново Мало. Така. Преку улица од Маџар Мало до Корчагин. Така. И двете куќи се уште постојат. И на дедо ми, и на баба ми. Добро. Во куќата на баба ми постојат поколенијата од баба ми, ама во куќата на дедо ми постојат некои други. Живеат некои други. И сега цело време се прашував зошто е тоа така. Но божествените патишта се навистина величенствени Да. и убави. Да. Тој веројатно имал во својот план некоја проекција дека некојаш во перспектива ќе роди сликар. И рекол, ова сега си правам приказна. Така. И си рекол, дај на време јас работата да си ја завршам, додека може. Така. И така моите бабовци, дедовци ги преселил во Илинден. За да можеме во перспектива, како второ колено нивно, како нивни внук, да се родам во Илинден и да бидам поштеден од скопската гужва или градската... И смогот. И се друго. градската джунгла, Така. а да ме смести во еден убав рај. Така. За да можам мирно и спокојно да го работам она сето што ми е дадено од него. Само мало подпрашање и подсетување. Кој друг ликовен уметник, творец, исто така има ателје во Илинден? Покрај тебе? Ќерка ми. Ќерката. Сега и внукот. И внукот. Други нема? Други не познам. Не познам. Може би има, не викам дека нема, Така. ама не знам. Така. Сега. Иначе има доста сликари аматери во Илинден и во целата на општина Илинден, кои се многу добри и квалитетни. Ги спомна ќерката и внукот. И го продолжуваат сликарскиот занает, ликовната уметност. Да, ќерка ми има и ликовна академија завршена. Значи, генетски. Да, Тоа внукот сега ќе полни 3 години неделава, денојава ќе полни 3 години. Ама слика, црта, слика и тоа Браво. слика. Браво. Точно знае кога е почетокот, точно знае кога е крајот, кога да заврши, кои бои ги бира, со кои четки, совршено. Да гледате дете, чисто необременето од разни стегли, шаблони, да. чисто сликарство. Так. Она што му е дадено од Бога,
Так. Целото чувство и осет за боја, колор, цртеж, композиција, го гледате како слика, слободно, необременето, е фантастично. Фантастично. Тоа е Господ, уствари, преку него го... Тоа е трансмисијата. Трансмисијата, Зашто и сликарот кога слика, не слика тој самиот. Така е. Ти сликаш, црташ и велиш, чекај, зарем јас ова го насадов, имаш чувство дека некој друг дека некој друг те води раката. Така е. Тоа не еднаш милион пати ми се случило. Тоа е чувство. Да прашам. Во 1988 година, веќе се знаеме, ајде на ти, дипломираш сликарство на факултетот за ликовни уметности во Скопје, на ФЛУ, и тоа во класата на професорите Димитар Кондовски и Родолјуб Анастасов. Мислам дека ова е бинго, дека ова е премија. Најсовршена комбинација. Најсовршена. Да ти бидат ментори, односно да бидеш во нивната класа на Кондовски и на Анастасов, тоа е и привилегија, и чест, и се. Има уште еден момент многу поинтересен од овој. Добро. Од секојаш јас знаев дека ќе бидам сликар, уште од забавиште. Добро. Во основно не ме интересира никакви други предмети, гледав само да добијам двојки, тројки, колку да ги поминам. Другото ми беше најважно. Уште тогаш одев по ликовни секции, надпревари. Так. Сите дома со книгите, ја автобуса, торбата и пейсажи, по природи, секаде патувања. Браво. И сега доаѓа времето, завршувам основно, треба да се запишувам во средно. Така. Сите мои роднини, татко ми се викаше Благој, ама го викавме Бане. Да. Бане, кај ќе го запишеш овој твојов? Абе, запнал да биде живописец. Да. Абе, запиши го занает некој да има што да јаде вако. Што ќе јаде живописец? Да, живописец. Треба да јаде картија. И тоа во боја. Абе, запнал вика живописец да биде. Ама уште поинтересно беше, јас многу обожавав со нив да одам кај моите роднини, ама не млади роднини, него постари кај бабовци, дедовци, бидејќи тие многу ми раскажуваа легенди, митови, приказни. Многу ме интересираше тоа и уште тогаш во мојата глава веќе ги гледав како слики. Така. Ама бидејќи не бев занетчиски оформен и не можев сето тоа да го насликам, со желба еден ден да можам да го насликам тоа. И дојде времето за упис во уметничко. И татко ми што да прави? Нема каде. Синов упорен, Синов упорен. Наспричи. И са ме шета низ Скопје со колата ваму. А никако да ме однесе кај ликовното училиште. Лазар Личанов. Те носи по економски школи, по гимназии. Абе, му викам, слушнав дека е некаде кај Дадија. Кај Дадија, па таму е Дадија. И одиме и нема никаде, а стварно немаше никаде табла. Средно уметничко Лазар Личановски. И гледаме бараки едни. Му викам, застани тука да влезам во, да прашам кај се наоѓа. И јас влегувам во натре и канцеларија една, тп. И возрастен човек. Повели момче, ти треба нешто? Да, викам, го барам средно уметничко, не можам да го најдам, кај се наоѓа? Да. Не вика, толку сакаш да бидеш уметник? Не да сакам. И овој ми вика, па момче, не само што си во уметничко, него си во канцеларија на директорот. И ова е интересно. Јордан Грабуловски. А Грабуловски беше? Грабул. И ја излегувам надвор и татко ми, шо направи? И му раскажам и он ми вика, те донесе дедо Боже тука, седи си. Шо ме твој избор? Чим те донесе дедо Боже до тука, седи си. Седи си. Ма да не заборавиме, бидејќи ова е ретка прилика. Сакам изворно од тебе да слушнам нешто повеќе, прво за Димитар Кондовски, а потоа подготви си за Родолјуб Анастасов. Како беше Димитар Кондовски? Ај вака од другата страна. Ајде. Средно уметничко дипломира во класата на Родолјуб Анастасов. Така. Тој и средно уметничко ми предаваше. Така. И јако бев 4-та година, тогаш првпат се оформи факултетот за ликовни уметности. Така. 80-81, бидејќи тогаш на Македонија немаше факултет за ликовни. Одевме Белград, Загреб, некој Софија, некој Нови Сад. Да.
Сите професори што беа од уметничко, поквалитетните, се префрлива во факултетот за ликовни уметности. И јас практично само што дипломирав, се префрлив на факултетот за ликовни. Така. И таму продолжив со Анастасов, исто. Тој беше, да кажеме, прва и втора година. Трета и четврта година бев во класата на Кондовски. Така. И двајцата врвни интелектуалци, можете со нив да разговарате на Ај посебно како карактер. Ајде за Родолјуб, бидејќи почна. Родолјуб Анастасов. Карактеристики, како се однесуваше кон вас, ако памтиш некои реплики, нешто што би се обраќал. Со него можете дури и вицеви да кажувате. Така. И да се шегувате. Така. Тој многу пати знае и на своја сметка да направи Големите шега. личности секогаш прават Да, шеги на своја сметка. да. Многу пати и истиот систем ми беше и во уметничко. Гледав другите предмети, сега сум отишол средно уметничко, ми требаат хемија, физика, дрн. За мешање на бои. Сите други ми беа двојки, тројки, други ми беа петки, историја на уметност, Така. сликарски Тоа што си го технологии, сакал. цртање и сликање. Многу пати кога деца негде на хормоните работа, Да. доаѓаат нови филмови, Да. бегаме од часови. Да. Неколку пати идеме во кино и оп, Анастасов таму. Професор, и тој отишол да огледа филмот. Интересни ситуации. Да. Никогаш ништо не кажа, а бегате од часови, а? Не. Не. Совршено знаеше Значи ќе премолчеше тоа. Совршено знаеше Го зашто гледа, се ама не го гледа. Не. Браво. Он знаеше, а јас и отворено кажував, секогаш кажував, јас сум доден во уметничко да бидам сликар, а не да бидам Да. не знам што таму. А Кондовски? Кондовски, гениалец, совршен интелект. Тој знаеше да седне до тебе и едноставно и да ти ги прочита мислите, да знае што ти фали, што треба да ти каже, како да ти каже, како да ти посочи. Интересна работа и двајцата, и Анастасов и Кондовски, никогаш на часови, додека имавме часови, кој ќе застанева до тебе, да ти објасне, да ти кажат, никогаш не инсистирава или не покажуваа да бидеш нивна копија. Така. Они сакава секој ученик или студент да биде Свој. Да биде различен. Да биде различен. Така. Браво. Додека имавме случаи со неколку од професориве што Јас јас по нивниот терк, ако не е по нивни терк, не важиш. Копија. Јас од неколку професори, поготово од еден, и изгубив година. Да? Изгубив година, сега не сакам Не е да го битно. именувам, не е чест, битно. мислам, Да. не. На негово прашање зошто го работиш тоа, и јас му викам, јас сакам да бидам Новица Трајковски, не сакам да бидам. Ти. Добро. Новица, директно ќе те прашам. Биејќи ова емисија сепак е во слава на уметноста, на убавото, на позитивното, на доброто, ама сакам да те прашам покрај овие двајца, големи професори, големи имиња, Кондовски, Анастасов, го спомнавме и Грабуловски, Грабул, како директор, што бил на Средното уметничко училиште тогаш. Ајде уште некое име, некој професор, кој што ти бил идол пред тоа, а сега си го запознал, па и лично, па после во годините што следеле и си соработувал, од вие си преминал на ти и уште нешто битно. Ти бил ли некој посебно звезда, водилка во уметноста и ти потајно си видел, да можам јас вака како овој да сликам? Но ова провокативно е прашање, знам дека е тешко да еден да издвоиш, меѓутоа еве посочи неколку македонски сликари кои што и тогаш и сега зрачат, ти значат. Ако сакаш да го одбиеш ова прашање, тогаш зборувај ми за светски сликари. Меѓутоа мислам дека пубаво е да зборуваме за македонските сликари. За македонските сликари. И точно така, бидејќи кога се школувате од основно, средно и на факултет, системот на образование и системот на државата гледа да ве укалупи. Така. Кога сте укалупени, немате слобода
светоглед, Да те ограничи, да те вкала, те убаво ограничува, кажуваш. не можеш да ја видиш вистинската слика. Така. А ние како сликари ја сакаме баш вистинската слика. И слободата. И слободата. Тоа е раскош. Затоа што душава сака слобода, не сака Така. затвор, Не сака рамки. не сака рамки. Имав неколку идоли, додека бев и основно и средно, но кога се случи да ги запознам, нивното сликарство и нив, се разочарав. Да, лично, да, те разбирам. Се разочарав. И уште кога видов и они самите по чие влијание се, дека се нечија бледа копија, Да. а овде се прават некои величини. Да, има многу имитации. Уште повеќе се, имитаторство. уште Да. повеќе. Но имаме и оригинали, Така. кои пак исто се пример и узор на многу светски И обратно. и Браво. обратно. Двајцата што ги споменавте се Анастасов и Кондовски, Така. на самиот врв. Така. Денес меѓу живите го имаме Васко Ташковски. Да. Имаме еден малку подзаборавен, само не ми текнува на името, исто слика над реализам, Благој Николовски. Благоник, да. Фантастичен. Извореден. Штета што Убаво што го спомна. Браво. тој е педагог, Да. предава во основно или средно. Да. Штета што не предаваше и на факултетот Да. за ликови. Се согласувам. Имаме еден фантастичен мајстор на цртежот. Професорот Кондовски обожаваше да го нарече Леонардово македонското сликарство. Тој е Рубен Скорубин. Тој предаваше на факултетот за ликови. Да. Го имавме таму еден Танас Лудовски. Да. Фантастичен цртач и сликар. Хиперреалист. Една душа, широк, прекрасна душа. Може би трагичар, ама пак и тоа е дел од животот и тоа е го некој повеќе. Уствари сите сме истото тоа, чин сме нова земја, нова почва, сите го живееме истиот живот, по истиот тек одиме. И тоа е она што не прави силни да издржиме. Но секогаш вистинскиот учител ми бил создателот. Сега кој сме кај создателот. Ти си еден од ретките ликовни творци по Македонија, кој што имаше и посебна самостојна изложба во Велес, на која што беа прикажани само дел, односно 30 ликови, 30 портрети на Исус Христос. Инаку имаш над 100. Над 100. И ти, во една твоја изјава за медиумите, велиш дека си се определил за сликарството, ама не било кое сликарство, туку на божествената љубов, на божественото сликарство. Ајде малку ова да им го појасниш на гледачите. Таа врска Создателот и ти. Единствениот начин за да дојдете до вистината, зборувам за апсолутната вистина. Така. Сите кажуваат дека е тоа мит или легенда, дека не постои апсолутна вистина. Апсолутната вистина постои тоа како, а тоа е љубовта. Да. Бидете со нејзе, препуштете се и дружете се со нејзе. Слободно поставувајте прашања и ќе ви биде одговорено. Од лично искуство го кажувам тоа. Сите мои инспирации и приказни што ги имам насликано се токму од нејзе. А љубовта е Создателот. Тоа е изворот. Така. Во еден текст во врска со твоето сликарство на оваа тема, поврзана со Создателот или Спасителот, се вели дека е тоа изложба за магичното и мистериозното. Но јас би рекол, и сосема со тебе се согласувам, тоа е љубовта. Љубовта е безгранична, љубовта не признава никакви граници, никакви бариери, и таа ги премостува и магичното, и мистериозното, и реалното, и
нестварното, се. Сега, кога сме тука, во врска со оваа тема, сакам да подсетам малку, ти си еден од ретките автори кој што многу често во своите дела го има крстот. И јас многу пријатно сум изненаден кога ќе видам твоја нова ликовна творба, ново дело, со крст, со зрак на светлина, и знаам дека тој проблесок не е случаен. Фактички преку тоа јас ги читам и тие твои изохипси на душата, тие твои расположенија, тие твои мигови. А што е сликарството ако не тоа? Сликарството е еден миг, една секвенца, едно расположение, една состојба. На што се должи тоа? Ти си чувствителен, ранлив, или си чист, или си човек кој што сака да е, како што рече пред малку, над се и пред се е љубовта. Да помага, да ги гледа работите вистински, не со лаги, со лажни зборови. И може би не случајно си еден од ретките сликари кои што во своите дела многу често се навраќа на Исус Христос, на Бог, на христијанството, на нашата вера, на нашата религија. Да не зборам јас повеќе, може би нешто и ќе погрешам, повели ти на оваа тема уште нешто, додај. Вака, значи, во овој свет, материјален свет што го живееме, постојат две вистини. Така. Темнината и светлината. Светлината. И тоа е изборот, единствениот избор што ни е даден. Темнината и светлината. Так. Нечестивиот или Создателот. Да. По кој пат сте решени да одите, таму и ќе стигнете. Да. Јас се решив од другата страна. Светлината. Или љубовта. Се ни кажа... Не е кажано се. Не. Се ни кажа на многу прецизен, екзактен начин. Изберете го патот. Дали ќе го изберете патот на ѓаволот, не дај Боже, нечестивиот, или ќе го изберете патот на Бог, на Спасителот, кој што те води и го бараш тогаш кога ти е најтешко. Друг пат може би нема да се сетиш, ама кога ти е тешко, тогаш викаш Боже помогни ми, каде си и слично. А тоа е тука. Тоа е тука. Значи, многу се прашуваат кај грешиме. Пред малку кажавте Боже помогни ми. Да. Ама кога се кажа Боже помогни ми, треба да му го кажете и името. Так. Значи, Господе Боже Исусе Христе. Так. А ако кажете само Боже помогни ми, може да дојде и нечестивиот, бидејќи он е на темнината. Да. Не сте се изјасниле кого го барате. Да. И тоа е дефектот во молитвите кога повеќето ги прават. Так. Сега имам повеќе прашања и затоа малку брзам, да речем, прекинувам. По завршувањето на Факултетот за ликовни уметности, веќе пробивате свој пат. Со самостојни изложби, а веднаш да кажам дека ги имате над 80 самостојни изложби, но и дека тие изложби се во Македонија и во странство, се разбира, но често сте учесник и на многу групни ликовни изложби и проекти од национален и меѓународен карактер. Некако се определувате за два пата. Едниот пат се портретите,
А другиот пат се пейсажите. Иако има и други патишта и патчиња, но сепак овие се некако доминантни, централни. Сега кога сме кај портретите, имате изработено голем број на портрети, ние ќе проговориме посебно подоцна и за портретите на писателите, кои што ги имате изработено, но имате и голем број на автопортрети. Во еден текст за вашите автопортрети, со право се подсетува дека автопортрети работеле и изработиле и Дирер, и Леонардо да Винчи, и Рембрандт, и Ван Гог, и Пол Гоген, и Ренуар, и Пикасо, и безмалку сите секој сликар има автопортрет. Познати сликари. И тоа не е ништо чудно и необично, бидејќи може би и најтешко да се создаде автопортрет. Како авторот се гледа себе си, бидејќи ние можеме да знаеме како изгледаме само преку огледалото. А огледалото често ни дава и погрешна представа и слика за нас. Бидејќи ние сите имаме едно лажно огледало. Огледало во кое што сме убави и каде што не сакаме да си ги видиме нашите брчки, или нашиот подолг нос, или нашата зголемена келавост. И си имаме една лажна представа за нас, додека сите други не гледаат поинаку. Значи не гледаат пореално. Епа, како сликарот го работи својот автопортрет? Преку огледало, преку фотографии или преку само чувство? Еве, вака јас изгледам. Ете, Христо, гледаш, јас сите тие мои недостатоци ги сметам за награди, уствари. Така. Затоа што преку нив дознам и кој сум оне вистинскиот. Да. Кој ги сликам автопортретите, уште повеќе ги нагласувам. Така. И тоа ме прави уште посреќен, бидејќи она вистина што на моменти или секојдневно која гледаме, Да. не можеме да ја видиме, тоа се на вистина моменти кога можеме да го видиме тоа. И тоа е многу убав момент кога ќе успеете токму тој дел од случката или настана да го доловите преку автопортретот. Ама не само преку автопортретот. Ја секојаш и други портрети кои правам како портретист, кои ми позираат, секојаш гледам да го направам она што е препознаено како него. Не само фактографски точно. Фактографска точна вистина за еден лик и портрет е кога спие. Ама тоа не е неговиот карактер. Да, да. Кој ќе се разбуди е оној вистинскиот. Дали е насмеан, дали е меланхоличен, дали е љубовен. Кога дали... спие, може би у јагне, ама сега е волк. Нели? Така е, така. Во врска со автопортретите, Новица Трајковски има изјавено: тука можат да се видат моите премрежија, радости, тага и љубов. Сето она што оставило траги во мене. Еден од автопортретите, не случајно, е наречен Заветна. Заветна е затоа што си ветив дека моето цело сликарство, односно целосно сликарство, ќе биде посветено на љубовта. Поточно на божествената љубов, за која што пред малку говоревме. И овдека е и она битна реченица што јас посебно ја подвлеков. Со оваа изложба на автопортрети сакам да ги охрабрам гледачите и колегите да не се плашат од вистината. Така јас сум таков, јас изгледам так. Но Новица Трајковски не е само портретист, како што и пред малку реков, тој е и пейсажист. И повторно една печатлива изјава од Новица Трајковски. Не е тешко да се нацрта портрет, туку според мене најпроблематично е да се представи мислата. Битно е она што го носите во себе. Ако умеете тоа да го искажете, се ќе ви биде лесно. И навистина е тешко е да ја нацртате, да ја насликате, да ја доловите мислата, бидејќи се друго е плоха, е површината, ама треба да влезете од внатре, да го најдете и да го презентирате
тој внатрешен изблик и внатрешен израз. Сега, во врска со ова што пред малку кажав, сакам да прашам, покрај автопортретите, односно портретите, и покрај пейсажите, што е тоа другото, да не останам должен на гледачите, Испе Новица дека само портрети и пейсажи слика. Што е друго што Новица го создава покрај овие доминантни ликовни дела? Сигурно дека има и други дела, други творби, но тие се помалубројни. Некако најдоминантни се тоа божествено сликарство, Исус Христос, портретите, пейсажите. Да не испуштив нешто друго плюс? Или отприлика тоа е тоа? Па отприлика тоа е тоа, но најважното е дека се што работам, се што сликам, дали се работи за портрет, пейсаж или нешто имагинативно, се е за мене портрет. Така. Сега ќе ви објаснам зошто. Да. Бидејќи и све има свој карактер. И самиот пейсаж има свој карактер. Одлично. Ако го представите како гол пейсаж фактографски, нема никаква возбуда. Те е мртв. Аморфен. Празен. Исто и портретот. Ако го представите фактографски, ќе речат, како си го направил како фотографија. Ама тоа не е комплимент. Ама сликарството не е фотографија. Сликарството не е фотографија. И тоа не е комплимент. Вистинското е сосема нешто друго. Так. Да го фатите карактерот. Така. Така. Третиот дел, оној што кажавте, што покрај пейсажите и портретите, тоа е најзначајниот момент. Таму е создателот. Или имагинацијата. Или, како рековте, магијата. Да, магично. Магичното. Магичното, како збор, мене лично не ми се допаѓа. Да. Магично е затоа што луѓето се плашат од вистината. Така. Не истражуваат. Живеат гол живот, да обстојат, да јадат, да пијат, да спијат, да имаат коли, чисто екзистенцијално. Чисто и така го завршуваат животот. Да преживеат. Не дошле до вистината. Так. Вистината е сосема нешто друго. Так. Таа имагинација или тоа магично е уствари вистината. Да. Нема ништо магично во тоа. Так. А до вистината ќе дојдете единствено преку љубовта. Да. И преку поставувањето прашања. Тоа е толку едноставно, а е величествено. Кој ќе се впуштите во тој свет на вистината, во светот на љубовта, ќе видите колку светови имаме паралелни околу нас. Не само светови, и цивилизации. Целен живот околу нас што функционира. Апсолутно. Исто како ние што функционираме, што се движиме, што одиме, што работиме. Истото и тие. Не слушаат, не гледаат, се обидуваат да комуницираат со нас. Да. Некои комуницираат со нив. Да. Еве, ние авторите, сликари, музичари, писатели, сме во најдиректна комуникација со сите тие светови. Така. Многу мина не знаат да го гледат тоа. Кога читаат празно, колку да прочитаат. А не го читаат она вистинското, што е кажано измеѓу. Некогаш меѓу редови. Секогаш, секогаш, браво. Точно. Најлошата карактеристика, најлошата особина на човекот, што нон-стоп ја практикуваат, едно мисли со тебе, друго разговара, трето прави. Едно грдо и лошо тројство. Така. Овде нема такво нешто. Така. Во вистината, во имагинацијата, такво нешто не постои. Така. Во комуникацијата со тие светови не постои такво нешто. Ако почнете да комуницирате со нив и да работите, да разговарате со нив, ако сте таков, нема шанси. Едноставно тој свет ќе ви се изгуби, нема да постои за вас и ќе ви остават сам и слепец да бидете. Тоа е онаа сликата од Бројгел. Слепец, слепци носи. Тоа е пораката на таа слика. Значи, сите ние, кога ја имаме љубовта,
кога сме кога сме сосоздателот, кога гледаме таа вистина и кога ја сликаме таа вистина, другите би ја кажале имагинација, фантазија, фантастичен свет или магичен свет, тогаш стануваме не само автори, сликари, него стануваме и будители за оној што знае да гледа и што има желба да се разбуди. Заедно со нас. Сосема се согласувам со претходно изречените зборови, бидејќи никогаш човек не треба да биде површен и буквален, да ги чита само, како што беше речено, речениците и зборовите. Нека чита и меѓу редови. Или да не ги гледа ликовните дела. Не случајно Христос збореше преку параболи. Така. Да не ги гледа сликите само како површински. Да, само како портрет, само како пейсаж, само како не знам што. Изглед. И повторно, нека прочита уште еднаш. Нека види уште еднаш. Ќе види нови слоеви, нови значења што не ги прочитал и не ги видел претходно. Токму тоа се и карактеристиките основни во портретот. И кај луѓето, кај човеците како личности. Да. Со некои личности вие толку фино, толку убаво, толку лесно се чувствувате, со некои вие мачно, испразнето. Тешко. Истото се случува и во природата и со пейсажите. Так. Некои пейсажи се осеќате лесно, убаво, како од секојаш да сте биле тука. А во некои пейсажи се осеќате, а гледате фантастичен пейсаж. Средено, убаво. А вас вие лошове, празни. Ама не припаѓате. Не припаѓате. Так. Тоа е затоа што некојаш во некое минато време се случила некоја трагедија. Так. Нешто лошо се случило. Да. Тој момент е останат во таа колективна свест и на тој момент, на тој пейсаж или нешто. Так. Стои, не се брише тоа. Так. Тоа може би избришено со архитектура, со нов пейсаж, со све. Ама свеста стои. Так. И оние што се чувствителни, сензибилни, кои ќе дојат таму, го чувствуваат тоа, го осеќаат. Една мала игрозборка да направам. Не припаѓате таму, ама припаѓате, па може да припаднете. Имате, Новица, изработено голем број портрети на писатели. Да. На Неджати Зекирија, на Анте Поповски, на Иван Точко, на браќите Младиновци, на Григор Прличев, на Кирил Пејчиновиќ, на Јордар Хаджи Константинов Джинот, на Паскал Гилевски, на Раде Силјан и други. И многу други. Како изгледаат писателите на слика? Дали претходно треба да се прочита нивното творештво или треба да се види нивниот лик, бидејќи и ликот кажува, и дали писателот треба да позира или портретот може да се изработи и без физичкото присуство, туку според некои негови фотографии и слично. Како Новица ги сакам за оваа релација, бидејќи сме ние многу блиски, писателите и сликарите, ликовната уметност и книжевноста. Каква е таа интеракција? Еве ќе ви кажем еден податок. Тој спој. Неколку дена пред да почине, му го направив последниот портрет на Блаже Коневски. Така. И тоа е многу интересна случка. Треба да приучиме. Мене ми кажуваат дека има уште 5 минути. Да продолжиме. Цела вечност. Да. И за Блаже портретот. Значи, тој беше веќе пред заминување. Не можеше, тешко се движеше, тешко. Да. Јас одев со тој живееше Црниче, горе, во близина на професорот Кондовски, беа комшии. Го зимав да ми позира и го враќав назад. Ама имав одреден тајминг. Новица имам на располагање пола сат или 40 минути, морам да се вратам за терапијата и работи. Да. Тој портрет е изработен буквално за тој период. Одам го зијам, се враќам, имам на располагање 15-20 минути. Тука е мајсторијата, она што го научив од моите професори и се разбира талентот што го носиме со себе. Така. Научив дека портретот е готов оној момент кој ќе треба да биде секојаш готов, оној момент кој ќе престанеш да го работиш. Да.
Доека го сликав овај Блаже Коневски, уште во фазата на поставување, гледав веднаш да биде фатен карактер, с првите потези. И тоа е најзначајното. Се интересното е, тој беше изнемоштен, веќе слаб, облеката му натежнуваше, му беше голема, а тој веќе сгужван. Како што велиме, не дај Боже, ма кожа и коски. Така. Се топи телото. Да, телото, ама умот му беше совршен. Да, бистар ум. Бистар ум. Неверојатно, беше Блаже Коневски, да. Сакаше и ракивче да се напие. Така. И муабе да направи фантастично. Така. Мислам, Новица, имаме многу теми, не успеав, за жал, да ги прелистам за гледачите овие прекрасни каталози од твоите изложби, но на крајот од секоја емисија имаме еден убав обичај, па и ти да ни се потпишеш на овој бел лист и да ни оставиш една порака, ако сакаш можеш и да нацрташ. Со синото или црвеното, одбери си боја. Синото, добро. Овдека името и презимето. Добро. На сликар која му се дава задача, подобро да му речеш нацртај наслика и отколку да пишува, ама овде треба да ни направиш порака. Сакам да објаснам. Тој е административниот подпис, оне што го учиме. Така? Ова е мојот подпис што ми е даден. Така. Иначе подписот е знак. Знакот е во форма на птица со расширени крила. Така, добро. Овдека порака, можеш да ни нацрташ што сакаш. Бидете љубов. За да дојдете до вистината. Па и нешто на шарни или нешто на цртајни. Експресно нешто. Еве, почитувани гледачи, доказ кај Новица Трајковски се е љубов. И неговиот подпис, птица со расширени крила и пораката бидете љубов за да дојдете до вистината. И овој цртеж на овие две страници со буквите љубов. Ти благодарам и со рака, Новица, за вечерашниот разговор, за вечерашнава средба. Значењето на цртежов е како на небото, така и на земјата. Така и на земјата. И да се гледаме само по убави поводи, на нови твои изложби. Амин. Овој свет е неограничен. Ти си неуморен творец, постојано создаваш и тоа е единствената позитивна одлика на човекот, да создава. Ти благодарам. И на вас благодарам за поканата, иначе сум првпат во вашата телевизија. Да. Се надевам не и последен. И јас се надевам дека ќе имаме можности за следни средби. И тоа ќе раскажеме и многу други работи. Така е.